програми или Севкупната состојба во државата рефлектира во сите сфери. Значи, вклучително тука е доминацијата, етатоцентричноста и доминацијата на политиката и централизацијата во државата. Сум дебатирал на други места за тој проблем, кој што и не се многу дискутира кај нас, а е очигледен проблем. Меѓутоа, секако дека имаме проблеми во самиот образовен процес. Значи, имавме реформи на образованието, начинот на кој што се спроведуваат реформите, многу пати не се прават фундаментални истражувања пред да се оди кон некакви подрастични реформи во образовниот циклус. Политичките фактори, односно носителите на политичката власт, знаат дека се ограничен период, например, на власт, колку трае еден мандат или колку би можеле да предвидат дека ќе трае мандат на министер. Секој министер сака да остави печат во државата и тој настојува колку што е можно побрзо да спроведе некакви реформи. Проблемот е што кога се спроведуваат тие реформи, не се оди кон нормалните етапи, а нормалните етапи на реформирање на секој систем, значи не само на образовниот, се првин да се прават фундаментални истражувања. Тие фундаментални истражувања не може да траат 2 месеци, 3 месеци, 6 месеци, туку траат најчесто со години и имаме примери на држави, развиени држави или релативно развиени држави како го направиле тоа. Потоа се прават пилот проекти и потоа врз база на тие пилот проекти се изведуваат заклучоци и се реформира образованието. Кај нас ние имаме директно продуцирање на, би рекол, радикални реформи во континуитет и многу пати тие реформи не соодветствуваат со она што се нарекува продукт, а продуктот би требало да биде квалитетно образование, па многу често имаме и реформи на реформите, континуирани промени, наставниците не можат да се адаптираат и така натаму.